Тоа беше коренот на војската кој по 20 години ќе го зачуди светот. Глава 2. На крајот од градот Пела се наоѓаше куќата на реколот Филтон. Му ја подарил кралот Филип 2 месеца пред породувањето на кралицата Олимпијада. Твоја е куќава и сите богови заштитници во неа, му рече кралот. Куќата имаше 2 простории. Во една стоја 2 шкафчиња и на нив поредени ќупчиња со билни и животински масти, растопени козји лој и масло, исцедени од крунички на диви цвеќиња или корења, мали амфори, садови и шишенца со течности, чинии со исушени бубачки и прашоци од различни печорки. Другата одаја му служеше на лекарот Филтон и неговата жена Гликера како спална соба. Тука имаше 2 постели, лулка во која спиеше детето, маса и 2 стола. На таванот висеше кафес во кој 2 штиглици по цел ден црцореа радејки семе од коноп. Во еден ќош стоеше мала бронзена статуета на Хипнос, бог на сонот, кој на лекарот Филтон му го подари неговиот личен пријател мајсторот Праксител. Филтон, напуштајќи го дворот, скоро трчајќи стаса во куќата. Неговата жена Гликера седеше покрај лулката во која плачеше детето претајќи со ноџињата. 2 пламенчиња ја осветлуваа одајата. Гликера беше снискано набиена. За Филтона се омажи во 16-тата година и со него помина во брак 2 години. Беше родом од Теба во Беотија, во блиско сродство војсководител Епаминодан. Младата жена се гордееше со тоа потекло и над сеја сакаше својата татковина, мажот Филтон и детето, малиот Никанор. Од незините крупни и граорести очи избиваше благородство и добрина. Откако го виде преплашениот и задишан маж, стана. Филтоне, рече, што се случило? Лошо, одговори лекарот и седна на постелата. Лошо? Лошо, ја навредив кралицата Олимпијада и сега ми се заканува смртна опасност. Смртна опасност? Се изненади Гликера. Да, таа жена ја испратиле земјава боговите од долниот свет да им прави зло на луѓето. Сега се породи и знае дека на светот донесе чудовиште и проклество за човечкиот род. 3 дена и 3 ноќи непресено бдеев над незината постела. Очите сами ми се затвораа од замор. За сето тоа благорноски ми биде можеби смртта. А кралицата, како си ја навредил? Кралицата, извика лекарот. Незината близина е опасна за секако. Кој се наоѓа покрај неа никогаш не е сигурен за својот живот. Наполно е залудена од старата вера. Пред малку зборуваше дека гром удрил во незината утроба. Камо среќа тоа да е вистина. Би го направил чудовиштето пепел. Вака јас пропаднав. Филтон ја фати главата со дланките. Гликера го приде и го прегрна. Ако Олимпијада верува, рече дека гром удрил во незината утроба, нека верува, не разбирам зошто ти си виновен. За неа е виновен секој што се осмелува да и противречи за тоа, зашто и да било. А особено во овој случај кога треба да се докаже дека детето е од божествено потекло. Дворјаните и офицерите ја одобруваат се и се смеат како мајмуни на секој незин збор. Јас тоа не можам. Требало да се чуваш, заврате со главата младата жена. Вистина е, не бев предпазлив и реков дека блада зашто ми се чинеше дека ја изгуби свеста. Беше свесна и го разбра секој мој збор. Детето во лулката не плачеше веќе. Свртувајќи ја главичката кон гласовите што допираа до неговите уши, се чинеше дека го следи секој збор на родителите. Филтон стана и приде кон лулката. Се загледа во детското лице, осветлено од треперливата светлина на пламенчето и крупните очи, црни и светли како на маче. Таткото тажно ја занеше главата. Малиот Никанор не спие, може би пречувствува зло, што ли ќе биде со него и со тебе, рече тој и почна да шетка. Филтон имаше околу 30 години. Во тоа време секој елегантен елин се занимаваше со физкултура. Исто така се сметаше за елегантно, а и како потреба да се изучи вештината на борењето со меч и копие, зашто војните, судирите и метежите од секаков вид беа секогаш присутни. Така и лекарот Филтон беше дошол до воредна еластичност на своето витко тело. Беше висок по раст, не многу слаб и прав, со достоинствено држење. На неговото црномурно лице се истакнуваат танките мустаки и кусата брада расчешлана на средината. Правиот нос и влакнестите веги под кои со благороден блесок светеа 2 крупни очи.
Знаеш ли што уште зборуваше, рече лекарот. Тврдеше пред мене и пред дворјанките дека татко на детето не е кралот Филип. Туку Зевс. Реков дека ни тоа не може да биде и кралицата ги чу моите зборови. Најдобре би било веднаш да ја напуштиме оваа куќа и да побегнеме што подалеку, можеби дури во Атина. Оттаму не може да недостаса силото на злобната Олимпијада. Сигурно, ќе побегнеме и тоа веднаш, се забрза младата жена. Филтон почна да наслушнува. Надвор се слушаат чекори и човечки гласови. Доцна е, рече и го фати мече што висечеше над зидот. Во куќата бргу влегоа група гардисти од одредот кралска придружба. 6 војници вооружени со лакови и мечеви го затворија преминот. Клитандар, заповедник на Диоклија од кралската гарда, ја предводеше групата. Тој застана на средината во одајата и ги скрсти рацете на гради. Филтоне, рече, наредбата гласи да се донесе лекарот жив или да се донесе неговата глава. Покори се на наредбата и спаси ги жената и детето. Нив нема да ги гибаме. Кој ви испрати вас? Праша лекарот. Предика, главниот заповедник на кралската придружба. Фрли го мечот и тргнуве со нас. Филтон, светкајќи со очите од гнев, го стегаш извртениот меч. Беше готов да се бори до смрт. Каде го водите? Викна Гликера. Онаа епирска змија ви наредила вам да го убиете. Проклета, по 100 пати проклета. Тресејќи се од плачење, младата жена го прегрна Филтона. Таа ја навредува кралицата, викна офицерот. Ќе ја поведеме и неа. Разбойници варварски, шкртна со забите лекарот и се втурма во групата војници. Мечевите злокобно звекнаа. Филтон го засече на мускулите еден противник, другиот со мечот го удри настрана по главата и го собори на подот. Во собата се водеше борба на живот и смрт. Гликера на третиот војник му тресна еден ќуп по главата. Војниците, немајќи доволно простор да замунуваат со мечовите, си пречеа еден на друг, се стискаа во групата и одвај ги одбиваа ударите на лекарот Филтон. Детето пиштеше. Клитандар му приде, го фати за ноџето и го извлече од лулката. Филтон, рече, фрли го мечот или ќе ти го убиеме детево. Клетници, варварски кукавици, викна Филтон и го тресна мечот на подот. Водете ме кај вашата кучешка господарка, но запаметете, јас сум Елин, од земјата каде што владее слобода. Ако останам жив, ќе ви се одмаздувам се додека живеам. Лоши богови ве натераа да дојдам во вашата дупка. Војникот, од чиј засечен мускул течеше крв по подот, го удри со рачката од мечот по глава. Филтон се затетерави и падна. Гликера писна. Клитандар, спуштајќи го детето во лулката, ја фати за гуша. Војниците од одредот кралска придружба го поведоа врзаниот лекар. Неговата жена Гликера, онесвестена, ја носеше еден јак војник, префрлајќи го незиното лабаво тело како вреќе преку рамо. Над влажната земја лебдеше топла магличка. По бурата и дождот владееше полна тишина. Ветровите пробучеа кон југ и се растурија на масивите на Олимп. Небето беше покриено со ѕвезди, а лицето на полниот месец, мртовечки бледо како призрак, го осветлуваше каливиот пат и густо збиените шипови десно и лево. Клитандре, рече лекарот, рече дека жената и детето нема да ги гибаш. Офицерот подбивно се наспеа. На војниците од гардата кралска придружба им е дозволено се. Вие не се плашите од боговите. Не, тие се на наша страна. Силата ја создаваат боговите, тие и ја штитат. Навистина, војниците од гардата кралска придружба си кроја сами за себе закони. Собрани од сите страни, меѓу осиромашените селани на кои им беше дојдено по секоја цена повторно да стекнат имање, ниту им паѓаше на памет да се вратат на татковската земја. Со меч и копје в раце тие се готвеа на друг начин да стекнат богатство и углед во дворот и во градот. Освен нив, во таа војска имаше и авантуристи и бескукинчи од сите страни. На кралот Филип му служија и елени истерани од политички причини или избркани поради злоусторство. Потоа стројните епирци и ковчесите молчаливи илери. Бивши гусари, воинствените тракијци и за чудо и скитите, облечени во кожа. Овие варвари доаѓаа од левата страна на Дунав, каде што живееа во земјанки и колиби излепани со сточни лепешки. Скитите имаа обичај по борбите да ги сечат главите на лешовите на загинатите војници и да колат војници и да пијат човечка крв која, како што тврдеа, им даваше храброст и сила. Сиот тој џган, составен од диви овчари,
убици, арамии и расипани селани, Филип ги нарекуваше македонци. Тој, како непогрешлив скротител на зверови, умееше да ги зауста и да распали во нив жет и лакомост за туѓо, а нагонот да плачка да го искористи за себе. Од бившите робови и гусари создаде страшна војска. Тоа беше коренот на војската кога 20 години подоцна ќе го зачуди светот. Лекарот Филтон добро знаеше во какви раце падна, но надевајќи се дека во тоа Филип ќе го земе во заштита, лекарот Филтон добро знаеше во какви раце падна, но надевајќи се дека Филип ќе го земе во заштита и ќе го пушти на слобода, изгледаше како да се помирил со судбината. Одеше со наведната глава, поднесувајќи ги болките од ударите со дршките на мечовите и во зглобовите на раците кои му ги беа душмански стегнале со јажа. Помислата дека детето остана само и напуштено дома го натера да насолзи. Наспроти тоа, реши да не прозборува ни еден збор со Клитандар. Одејќи се сврте и полудесно, го виде војникот кој преку рамо ја носеше онесвестената гликера. Боговите се спрема неа милостиви, промрморе, уште е во несвес. Може би било најдобро да не се поврати, поради моите будалаштини таа ќе настрада. Меѓутоа, во напуштената куќа влезе дворјанката Доретеја. Добрата жена сакаше да го извести лекарот каква опасност му се заканува, но макар што одела преку трупа, не стаса на време. Филиповите гардисти беа побрзи. Дојдаа пред неа и го одветоа лекарот и неговата жена. Доротеја приде кон лулката и се загледа во детето што плачеше со цел глас. Тогаш ја симна од себе наметката и рече: Боговите ќе го зачуваат овој цвет од елисејските полиња. Ковческите раце на злото нема да ја дофатат невиноста. Таткото и мајката сигурно ќе пропаднат, но ти ќе живееш. Дворјанката го крена детето од луката, го завитка со наметката и привитувајќи го награди излезе од напуштената куќа.